Во шестата видео лекција за работа со Microsoft Excel ќе ви покажам како да вметнете графикон во вашиот проект, односно во вашиот документ. За да вметнете графикон, треба да ги селектирате потребните податоци кои сакате да бидат во графиконот. Јас ќе ги селектирам името, презимето, класот и предметите, односно оценките од предметите. Потоа изберете оваа опција Chart Wizard. Ке додадете графикон со помош на волшебникот. Изберете еден од графиконите кои ви се понудени. Јас ќе го изберам овој. Кликнете на Next. Потоа повторно кликнете на Next. Овде пишете го насловот на графиконот и кликнете на Next. Се што треба да направите сега е уште да кликнете на Finish. И еве го графиконот. Значи да ви го појаснам сега графиконот. Ова 1, 2, 3, 4 и 5. Тоа се предметите. Значи македонски, математика, англиски, информатика и историја. Овде ви се оценките. Значи можна оценка од 0 до 5. Но ние оценуваме од 1 до 5. Значи има 1 половина, 2, 2 половини, 3, 3 половини, 4, 4 половини и 5. Овде ви се имињата од учениците. Значи имам внесено од 4 ученици и овде се нивните имиња како и нивниот клас. Значи секој си има посебна боја. Со лилјакова боја е Ѓорѓе Тасевски од прва 1. Значи, како што можете да забележите, каде што има секаде лилјакова боја, тоа е тој. Например, еве ги неговите оценки. Македонски има 5, според графиконот. Така и во табелата. Математика има 4, според графиконот, така и во табелата. Англиски има 4, информатика 5 и историја 2. Значи ги гледате оценките како што се во графиконот, исти се и во табелата. Така е за сите ученици. Пример за Илија Секуловски од прва 1. Тој има светло плава боја. Значи еве споредете ги неговите оценки со графиконот и со табелата. Македонски има 5 и во графиконот и во табелата. Значи тоа се истите податоци затоа што графиконот црпи податоци од табелата.